Мило ми е што пак се собравме на Шанк, посебно затоа што е последниот викенд од месец февруари и јас сакам да кажам уште еден месец поблиску до сунчање кај нашите јужни соседи и до правењето на вашето тело за на плажа. Глупости. Ако сакате да го правите вашето тело за на плажа, требаш да почнете уште лани ова време. Велам јас, земете си уште малце од тоа ајварот што ви останат. Ајвар, лепчи, сиренце, па да видите вие што е живот. И нормално, седнете си на Шанк, заедно со нас, заедно со нашиот одличен гостин за вечерашно вам дружење, за многу убав муавет и многу смеење. Она што секогаш сакам да го кажувам е дека каде што не може апчето за глава, може кафето. Нашите пријатели со секогаш силно турско кафе, за оние кои тешко се расонуваат рано наутро за на работа. Сите тешко се расонуваме рано на работа за на работа, ама мислам дека животот и денот започнува многу поубаво со убав вкус на кафенце. Драга моја Македонија, ако ве боли глава пиете кафе, а ако има грди девојки околу вас пиете добро вино. Вела дека после третата чаша луѓето се биле поубави и се разубавувале. Останете овде на Шанк и започнуваме со одлична дружба. Денес на Шанк имам привилегија да седам со човек кој ептен му стои вака да седи со мене на Шанк, човек кој знае да направи атмосфера и кој уште сега се прави зошто вака ме најави, затоа што боемџината во луѓето не е само во тоа дали одат во кафана или знаат да седат во кафани, да се однесуваат на Шанк и слично. Чекај, кај ми имаш мене видено на Шанк? На Шанк не, ама на маса сме се виделе. На маса, да. Да. И убаво друштво. Не, обично луѓето ме гледаат кај што пеам. А на Шанк ме гледаат тие моите пријатели само. Така? Да. Па јас не сум типа пријатели бе Ѓоко. Ме гледаш дури некада Ѓоко Таневски е во емисија. Ама среќа што ни ти треба некоја голема помпа околу најавата. Фала ти за ова. И сам си го создал низ годините, си го заслужил. Ајде на здравје и ти благодарам што си на Шанк и што сум во пријателите на Ѓоко. Благодарам на поканата. Да ни го пробаш винцето. И да ни кажеш дали ќе ти се бендеса? Па розе обожавам, значи Да? уживам во розе. Не само во виното, него и мојата сопруга се вика Розе, така да Значи, тоа е тоа. ова шиша цело што ќе ти го подариме оди кај сопругата. Ама јас ќе го испијам. Не, кај неа оди цело, ако сака да ти даде една чаша, две може. Нема проблем. Пиеме роса канина, суво розе вино со кристална бистрина и нежни розови нијанси. Има дискретни мускатни ароми, мирис на јагода и роза. Виното е полно, избалансирано, хармонично и питко. Се конзумира добро разладено на 10 степени како аператив или со лесни кремасти десерти како тирамису или охридски десерт. Кој би бил? Охридска торта. Охридска торта? Да. Немам пробано. Надалеку познато. Со Немам ореви. пробано. Чоколадна торта со ореви. Да? Да. Нешто јас да научам охридско Ете. што е. Освен она го јадам ѓомлезето многу, ама тоа Добро. не е десерт, тоа го знам дека е охридско. Тоа е предјадење. Како предјадење ѓомлезе се прејадуваме тоа. Предјадење. Па сега тоа е твоја работа. Вела дека вистинска охридска домаќинка е токму таа што знае да направи вистинско ѓомлезе, а многу тешко се прави. Многу мачно се прави. Не е баш така. Обично бабите го прават, така да можеби ќе стигнеш до Да научам. до тој статус. Ако Охридска домаќинка. Као да како до 80 години научиш да готвиш, па веќе што ќе си ми. После 70 години што ќе ти правам. Нормално. Мораш да правиш ѓумлеза. Ѓока од Охрид ни дојде и многу ми е мило заради тоа. Охрид како еден од најубавите градови, многу го сакам. И баш коментиравме на тоа дека и охридскиот народ што сакаат нека кажат, јас сум презадоволна. Да? Да. Ја лош човек Драго ми. таму немам сретната. И јас. И јас. Како е во Охрид моментално, што има? Во Охрид денешниот ден беше прекрасен, и вчера, ама денешниот ден беше прекрасен, сонце, убавина, немав прилика да го видам баш пошто тргнав на Да. Скопје, но Те земавме. ете, во Охрид е за мене секојаш убав. Имам чувство дека многу е тешко човек да те натера да дојдеш на кај Скопје, а и претпоставам зошто. Не сакаш толку гужва сега Не, моментално. нема врска. Јас живеев во Скопје 9 години, така да навикнат сум на гужва, но едноставно ете обврски, Така. како да кажам. Татко на 2 деца, И тоа е. обавезик дома и тоа е.
Како е на музичко поле во моментов? Претпоставам дека свирките се без разлика редовно. Да, свирките си тераат редовно, свирам со мојот бенд веќе 4,5 години, свириме рок-н-рол и уживам во тоа, искрено. Морам да кажам дека се помалци има работа за рок-н-ролот, но ете се трудиме и се надевам дека ќе дојдат подобри времиња. Тоа е заради тоа што мислам дека ретко кога имаат луѓе да видат вистински како Ѓока знае да направи атмосфера. Зборувам за оние приватни забави каде што луѓето те викнале да пееш и си направил најдобра журка до сега. Си имал привилегија да идам на такви журки. И уште еднаш ме викнале. Не е точно тоа. На Лиле свадбава само како беше, значи така. Ако веќе се мажите и сакате белја да си направите, берем убава да ви биде белјата весела. За после тоа ќе плачите, ама за време на свадбава да ви е весело. Не е така, грешка си. Не сум мажан уште затоа така зборувам. Ќе си видиш дека е убаво. Ќе си видам дека е убаво. Дека е убаво брак. Секогаш сакам да се навраќам со моите гости на почеток, иако можеби на некој им е досадно веќе тоа прашање, кога ќе прашам како имаш почнато, што и како, но јас секогаш знам дека има некои таму талентирани млади деца кои сакаат да почнат оваа кариера и никогаш им треба нечија приказна како инспирација. Охрид е искрено рудник на талентирани деца, имаме доста гитаристи, имаме да не набројувам доста музичари. Но морам да признам, до сега го немам кажано во емисија, дека на времето ја кога почнував, беше срамота да пееш. Како може да е срамота? Така, во Охрид беше срамота да речеш јас сум пејач. Ја пеам, значи сите ќе те испеваат. Во тоа време превалуваше панкот, хипи движењето, значи прамуабет, сега хипи движењето е оддамна, али стоеше на тоа ниво и во Охрид во 92-3 година, кога јас се запишав во Кавадарци да учам средна школа, на иницијатива на мојот покојен татко и не се жалам од тоа, супер ми е, отидов во Кавадарци да учам. И во Кавадарци почнав да пеам уствари. Таму не беше срамота? Не беше срамота, имаше два аматерски фестивали, кај што со мојот другар се уште Роберт Пирнер, почнавме да свириме, да пееме, он уствари ме откри. Сами? Буквално сами, никој на фестивалите, да, сами почнавме по кафичи, после се деси Алегро бенд, со кој свиревме 15 на години и така почнав да пеам. Иначе други ќе кажат дека од мали години пеат, дека пее на фестивалчиња кај што пеат мали деца. Не, јас почнав 93-та година да пеам. Значи Охрид е крив и пурано ќе сме го откриле твојот талент, ама тебе душа сака да запее, ама градот не ти дава. Нема шанси нема. Ама имам доста приметено дека многу луѓе во Охрид, сега не дека дискриминирам, ама сакам да кажам знаат да слушаат квалитетна музика. Многу луѓе сум запознала што сакаат рок-н-рол, што сакаат џез. Да. Ретко некој да начекам од Охрид, посебно доста метал слушаат доста. Исто така, да. Имаме искрено за разлика од Скопје, пошто Скопје е нели голем град, има секакви екипи, секакви групи, негуваат секаква музика. Охрид за разлика од Скопје, кој што сме мали, во последно време се помали и помали, нели? Ама се повеќе кружни толкови. Да, колку цркви толку кружни толкови имаат. Ако да убаво е тоа, убаво да се вртиме, нека се врти. Се смеевме на времето, некаде некои градови нема семафори на времето, се Охрид нема семафори, така да. Да се навратиме на темата. Охрид има многу добри бендови што функционираат и на, како да кажам, на моја лично задоволство. Не сакам да го негирам турбофолкот, така. Едноставно тоа си е за некоја добра музика и за мене во кафана кога одам. Да, се расположуваш. Да, таква музика, но во Охрид едноставно последниве години се искорени тоа и почна да функционира едно 5 или 6 бендови за еден град, тоа е многу добро и солидно. И тоа се се квалитетни бендови. Квалитетни бендови и функционираме, свириме низ Охрид, свириме поп-рок музика и Охрид функционира и луѓето се задоволни. И доста знаат да дојдат многу луѓе на свирка во Охрид во клуб. Да. Чекај патката. Има доста журка. Да. Во сите не знам, не ми текнуваат сега, не ги знам на памет сите кафичи, меѓутоа кога има свирка има луѓе.
Има. И знаат да се забавуваат. Јас и за тоа го Небитно, сакам тоа е Охрид. петок и сабота. Нели, останавме Па на добро, петок и толку сабота, сум сега научила тоа е пет- тоа. да, не, работен и цела ден. Македонија е тоа, петок и сабота. И дај Боже да е така, пошто нели луѓето треба да работат, да заработуваат. Така. Петок и сабота е нели денови за уживање. Охрид живее со живи бендови и пак ќе кажам, ќе се навратам на моje огромно задоволство, функционираат бендовите што свират поп-рок музика. Секогаш имало моменти кога човек се откажува од кога му доаѓа тежок момент, а некако овде доста музичари си имаат откажано од кариерата пеење, но тоа за среќа ни се случи со тебе, што ми е драго, бидејќи ја греоте кога некој има талент да се откаже. Но дали ти доаѓаше таков момент, Ѓуко, да си речеш што ти требаше ово? Не, јас друго не знам ништо да работам, едноставно само да пеам. Може би сум размислувал да го сменам жанрот на музика, да преминам во фолк музика, пошто се надевам на други коментари дека добро пеам. Така. И Други народна жанри на музика, да? но се уште мислам дека е рано и дека ќе продолжам со овој тип на музика и уживам во тоа и уствари се сведува на тоа што уживаш во животот, ако има економска екзистенција и ако има Така. ако можеш да живееш од тоа. Така. Што се однесува до кога треба да ти направат песна? Дали се мешаш во тоа каква сакаш да бидеш, што сакаш да биде, или ако на Многу увод години си се во прашање, сум се мешал и не сум се мешал. И сум слушнал песни кои што во мојата глава звучеле многу поинаку, па сум ги добил на крај сосема различни. Тоа е едноставно, тоа не може да се води и да се рече ево оваа песна е хит и ќе ја тераме така и дека тоа е тоа. Едноставно народот треба да одлучи. Јас може да мислам дека за една песна дека е, значи, кој што би рекол Копров, ќе го спомнам, тотален хит, но да испадне дека не поминува кај народот, така да песната е комплексна работа. И музиката воопшто. Не знам, едноставно ете сега во тренд е турбофолк музиката, каква и песна да го направиш забавна или поп, може да помине и да не помине. Да, што се радуваат на ги псуваат лите или милуваат лите или не знам веќе како и дали те хранат, тоа е тоа, баш така. Ти си првиот мој музичар гостин кој го има искуството да оди да представува Македонија на Евровизија. Драго ми е. И песната која испеа таму е една од ретките песни кои ги запаметивме и реално остана да се слушаат после тоа. Значи, Јас не мора сега лице да ми правиш. Не, јас ја имам силата. Сите песни, Секогаш ми тикнува. искрено, сите песни се знаат, кои биле на Евровизија. Сега по моментов да ме прашаш на некој не би се сетила. На твоја можам да се сетам ако се водиме по мене. Океј. Но прашањето ми беше какво е твоето искуство, ти зборуваше во тој период кога беше активно тогаш нели тој. Не сакам да тирам да се повторуваш, но еве сега кога те праша Нема некој проблем. после толку години, каква беше чувството и дали пак би го направил тоа? Искрено пак би го направил тоа. Затоа што покрај искуството што имав од тоа Осло 2010 година, би го направил тоа на малце поинаков начин, затоа што мислам дека знам што се бара на Евровизија и што би поминало и со каков карактер би настапил Така. во тој момент. И веруваш дека ние имаме шанси ако се направи револуција право да направиме музиката е нешто? музика, не е битна Не е битна политиката и кој за кого гласа. Битна е политиката, али со добра песна, ете да речеме не мора прво место, али во првите 5 дефинитивно би можело да биде. Па добре, да, може да се види тој по некој помали земјак. Политиката е во првите 3, али во првите 5 дефинитивно со добра песна би успеале да биде. Доста си и учесник и на концерти, значи знаеш да бидеш да се појавиш на концерти и тука веќе кај нас и тоа луѓе избегнуваат пеачеве наши што не почнаа да бегаат. Меѓутоа и тебе дел од кариерава те одбележи со неколку успешни настапи по концерти и појавувања. Неколку малце се, не е битно моите концерти можам да ги издвојам како настапи на поединечни места каде што имало малце повеќе народ, во смисло над 1000 и кусур луѓе. Такви имало повеќе настапи. Личен мој концерт како Ѓоко Танески е еден. Се надам дека ќе го повторам, тоа е во Универзална сала, исто во 2010 година, каде што се поклопи и Евровизија, а
Пред Евровизија беше планиран концертот, затоа што, не знам, мислам дека тој период околу 2009-2010 ми беше, како да речем, врв, но се деси и Евровизија и се деси и концертот мој. Не знам како да кажам, едноставно треба во Македонија не е лесно да се направи концерт. Мора да имаш минимум 10 хита кои што ти ги знаат луѓето да ги пеат наизуст за да направиш концерт. Точно. Не викам дека нема кај нас, има доста музичари и звезди кои што може да направат концерти, но едноставно преовладува, ете, како што знаеме, друга ситуација, северниот дел од нашата држава и прават концерти кај што луѓето едноставно бараат да заработат пари. Организаторите на концертите прават, не се нафаќаат за нас да направат концерт затоа што се негува друга музика. Јас конечно сум задоволна што забраната за македонска музика се укина. Заврши. Да. И кога никој Мене тоа уште не ми е јасно, ама и мене не ми е јасно да ти кажам искрено. Ама конечно ми е мило што кога некој вака во студио ќе ми дојде и што знам дека убаво пее и можам да речам еве драга моја публика, ќе го продолжиме муабетот и ќе допиеме винце, ама ќе можете и да слушнете една добра номера изведба од мојот гостин, така да Ѓоко можеме да одмориме со песна. Не те терам да пееш овде во живо, ќе погледна делот твојот музички труд по избор на мојата режија, а ние ќе наздравиме со винцеви и ќе се вратиме за кратко повтор на шанкот. Ѓоко Таневски со мене на шанк, знаете веќе од мојот музика, конечно мојот. Малку под малку ќе поднаучам охридски. Тешко ми оди, ама ќе поднаучам. Туку тебе ти е некако, знаеш да го скроз тргнеш охридскиот... Па диалектов не ти е лош скопски. Да, ама... А не си од Скопје? Не сум. Значи и охридски можеш да го научиш. Се зависи до тоа колку сум упорна. Ама интересно е дека ти воопшто не може ни човек да те примети ако сака, да те примети дека си од Охрид ако сака. Па добро, јас ќе се навратам, ете учев во Кавадарци од 92 до 96 година и морам да кажам дека кавадаречкиот го зборувам, значи не може да ме приметат дека не сум од Кавадарци. Од Кавадаречки само знам че јајме, че пиеме, че биде, че ја наредиме. Не, тоа е Принепски. Ништо. Извини. Ништо. Ни тоа не го направи. Добре, од Кавадарци знам да пијам. Че јајме, че пиеме. Не че пиеме, че пиеме. Од Кавадарци Ѓоко ја научив да пијам вино и да уживам во виното, да ти кажам најискрено, без да ме потфати да бидам онака. Морам да кажам дека Кавадарци домаќинствата, значи семејството во Кавадарци никој не прави вино домашно. Па овие скопјанишчава се им зема. Тоа да знаете. А за разлика од тоа во Охрид ние правиме вино. Па после ракија, а Кавадарци директно го варат ракија. Вие во Охрид ова изгледа дека стварно и за јадење и за пиење сте најдобри. Не е така лошо човек. Не сакам така да е. За готвење зборувам, значи знаете да направите јадење, има што да понудите. Да дојде човек да има. Тоа добро. Јас сум дека секој град си има свој специјалитет. Јас дека Свети Николе сум искрено не знам што би ве понудила да ми дојдете таму нека во Чеполието, не знам што би ви дала. Добро се во Чеполието штип вие тука штипска пастрамајлија. Ќе уме кај Лиле. Има на Лиле ќе не носиш штипска пастрамајлија. Ај сега да те прашам најважното што нашите гледачи очекуваат, дали си искрен човек? Прво ми е тоа прашањето кога ќе почнам. На прво место. Секогаш ќе кажеш вистината? Да. Морам да го истестирам ова. Ова е од овие собраќајцеви се инспириравме. Повели едно за тебе. Не сум, ми одговараш на неколку кратки прашања со вртење на табличката, а јас како добра домаќинка ти правам друштво. Може да се поправам? Може вака ако не си одлучен да вртеш. Да, ја морам и науча да се стам дека требало пубави рачки да направите за да може да го врти. Си сакате на готово. Океј, еве. Првото прашање ме никогаш не сум бил лош во зборување на странски јазици. Сега не сум или сум? Јас морам да те чипнам. Сум. Сум бил лош? Ама веќе не сум. Не сум бил не лош. Да, добро. Никогаш не сум примил порака по грешка. Чекај сега, знаеме дека се исмеува на мене после 2010-та. Морам да те чипнам, ама јас толку веќе, ја не продолжувам, јас само да чипнам и толку. Speaking English like a fish и такви работи, значи не знам сега тоа. Искрено се наљути ли никогаш за тоа? Никогаш не. Никогаш?
Многу беше жал што моите во наводници танчерките што што играа со мене се малце плачеа и беа нервозни, а јас никогаш во ниедна ситуација не се изнервирав. Те приметувам дека си висок човек, знаеш да се насмееш, да расположи, тоа е најважно, па и помина секоја чудо е за 3 дена. И негативната реклама е реклама за секоја, тоа е тоа. И јас секогаш тоа велам. Ето, јас толку само си прашам. Никогаш не сум примил порака по грешка што не требало да ја примеш, ама си ја добил. Сум примил. Некоја интимна, онака со жешка содржина. Секаква. Сами се онака ти слика. И ова е сопругава, шо е ова погрешка? Имаш па на жена да објасниш така. Дали ти си испретил порака погрешка? Жена ми не ми претура по телефон. Така да. Како беше, ако сакате сопругата биде среќна, држите го телефонот подалеку. И незиниот подалеку од нас. И она да го држи подалеку. Ти дали си испретил погрешка содржина? Јас сум. Не се сеќавам. Некоја Мислам дека не. Не? Не сум. Еве човек што знае на кого праќа и кај праќа. Никогаш не сум се сликал гол. Ова ми рекоа да те прашам, ја не сум се сликала гола. Шо лажеше веќе кога ми се ќе речеш си се сликал гол. Па за да ме прашаш? Ти прашаш, гол, ти кажам. Гол, нудистички гол или нудистички? Од Сега се сликаме така. Па нудистички не. Не, а ни така не сум се сликала ни вака. Не беше тогаш на мода, претпоставам толку, сега е на мода, помладиве генерации тоа прават голи, се сликаат, праќаат, да. Не. Па не знам, овие познативе мислам барем така прават сите, нели, не, како фотографии. Не, тоа е нешто на малце провокативно, малце да се надзира нешто. Аха, као да се види, така? ама да не се гледа. Никогаш не сум имал другарка во која сум бил заљубен, ова значи може да се прашам уште уште од младост, ама дали може да се сетиш на некоја другарка во која ти викала Ѓуко другар си ми, а ти да си ја сакаш? Јас сум била. Многу лоша ситуација. Ајде уште еднаш прашање, пошто не заљубен... ви се добри одговори. Никогаш не сум. Да или не требало да биде? Не, се е во држава да или не. Јас сакав да бидам со сум и не сум. Добро. Дали сум или не сум бил заљубен во другарка? Значи, она не те гледа тебе повеќе од тоа, ама ти си бил заљубен во нејзе многу. Лазе си тебе. Сум кажувал секојаш. Слушате? Ете. Ако ти... Секојаш се изразувам емотивно и кажувам што мислам. Сопругата така беше и кажа, сакам да бидеш. Сопругата беше друга приказка. Добро. Ако прашаш ке ти кажам. Добро. Нема да знаеме сега. Дајде да сакаш ке да знаеш. Како беше сопругата? Сопругата учеше со мене од основно училиште. Јас бев шесто, она беше четврто оделение, бевме во иста смена и сопругата од тогаш, ја знам, од тогаш сум ја бркал. Од 12 години? Да. Од тогаш? А кога заврши, јас кога завршив 8 оделение, она беше шесто и тогаш се спласна работа, мислам тоа беше детска љубов. Да, ама тоа е... Оно не кеше да ме види иначе. Дека пееш? Не, тоа што немаше врска со пеење. Знам дека не пееш уште тогаш. Не да ме тогаш. види, но после тоа она заврши матура, а ја пеев во Охрид, во Американо клуб тогашен. И дојде и мене ми светна која ја видов после 4 години, нели ја завршив 8, не после 6 години уствари. Она 6, па она матурантка, ја видов и реков готово, моја си. Моја си. И бидна. И бидна. Да. Ама гледаш, не знаев дека тоа е уште од детска љубов да прераснало до љубов која еве. Или можеби некој ина е тама, после си прерасна во. Моја си и готова. Крај. Упорноста се исплати. Тогаш сме заедно. Но дали некогаш си добил шлаканица од девојка? Сум или не сум? Ја од девојка неам добиена, бога ми од машко. Никоја? Не. Па фин, емотивен, шо ќе те тепа. Нема потреба. Викам, јас сум за галење, не сум за тепање. Никогаш не сум готвал. Сум. Не, сопруг за пример, гледате? Сум готвел и уште сакам да готвам, ама не ме остават. А уживаш во тоа? Да. Барем добар си? Да, добар сум, ама не ме остават затоа што правам многу хаос у куња. И што ќе чисти жена ти по тебе? Па сега, Седи што јас ќе ти. чисти, седи јас ќе правам. Убаво си ја наредил, може и намерно тоа. Не е намерно. Никогаш не сум уклучил по дома усисивач. Еве, Ѓукове! Зашто се правиме сега? И тоа знаеш? Така? Браво, не, Се така е, Не е проблем. Се знаеш, така. Никогаш не сум работел на шанк.
Јас сум на зафраканција И на Шанк, и келнер сум работел, Да? и таксист сум работел. Случајно го и све потрефив сум ова. работел, Да. Ова беа во, претпоставам, во факултет, во... Не. Беа во средношколски денови. Машала, значи И вреден. Кавадарци, и Охрид, и сегде. Те бидуваше за на Шанк? Па, ако ме бидуваше, уште ќе бев шанкер. Добар одговор, добар одговор. Така? Ама ако ни треба некој за коктели прајање, никогаш вака да ни Не, помогнеш? не сум правил коктели никогаш. Ништо, Едноставно не можам сум никако само- да најдам ни. Што е тоа? Сум давал и тоа. Апшто затоа си имаме добро вино Да. ние. Никогаш не сум имал во училиште единици. Не сум. Како гордо онака. Аме човек што знае да пее и буди Чекај, математика. вистина не си имала единици Не никогаш? сум имала единици, не. Никогаш. Не сум имала. Најсериозно не јас. Срам да ти е. Јас бев од онуи. Срам да ти е. Срам ми. Паш. Затоа Значи не не си сум била директор ученичка, сега. а? Не, затоа не. зафркавај. Како Нема. смееш? Прво треба од колегијалност да имаш единици, не од Е, па друго. сега само што да кажам, ја бев од оние што не ги сакавте во класите Ете, гледаш? текнува, што ги молите 2 сати да Не, избегаат мој од така, не е часови, убаво ка така. дојди, ма дојди. Не е убаво така. Добре, еве сега, и сега научив како ги Ете. викам на децава мои, здравје, како треба. Никогаш не сум посакал друга професија. Сум. Па искрено ти кажам, не. Не си? Тоа е вистина. Емотивно, али да, Да? не сум посакал Колку и друга да било професија. Не знам како да кажам, ја едноставно сум пробал да во други професии, еве да речеме во туризам и гостителство, но не ми одело, едноставно пеењето ми е Тоа што прави тоа што среќен. ме прави среќен и тоа што знам да го работам. И тоа е тоа. Никогаш не сум бил на нудистичка плажа. Не си? Не. Охрид нема, мислам така. нели? Нема, а да Ама сум бил, имала- ќе кажев дека сум бил, ама искрено не сум. Имала бил. никогаш во Охрид нудистичка Не, плажа или не? мислам Не ми дека не. текнува. Мислам дека не. Ние сме срамежлив народ. Мислам дека не. Добре, ама никогаш не сум се капел гол. Сите во Охрид имаат капено гули. Мислам. Или е ладно, бе. Сега жена ми ќе ме праши кога бе? Кога Абе, сум бил мал. Да, кога сум бил Кога мал. сум бил мал. Ама ноќно капење знам начесто се прави, иако мене Охридско изоро ми е едно од најладните. Најубавите, ама и најладните, така да. Ладничко е, да. Во мај нема шанси да Али под влезам. дејство на вино, Да, сега тоа е. нема проблем. Не сум се погодила во Охрид инаку. Тоа е. И последното прашање, Охридско прашање, никогаш не сум возел кајче. Сум возел. Не сум возела кајче. Не, да. Знаеш да Сум возиш, возел- значи кајче? Да, Имаш кајче, Ѓоко? Немам. Како биш наш Охриѓанец си мора без кајче. Тој виц не сакам да ти го... без кајче, тој не го сакаш, значи. Не го сакам, а не ќе да го... Не кеш да го кажеш, готово Ќе да го кажам после. После кога ќе ги исклучиме камерите. Да. Што можеме да кажеме дека би биле идни планови за тебе и на професионално поле каде ќе оди во моментов твојата енергија, на што ќе ја насочиш? Дефинитивно на музика, во секој случај, но ќе видиме. И искрено не сакам да значи се што сум замислил сум остварил во некои цели, но едноставно не сакам да преудицирам дека во иднина ќе биде нешто, во секој случај се крчка нешто, Така. но не сакам одма да Да кажуваш прво Да прво кажам скокни што па ќе кажи се оп деси. како беше така. Се надевам дека ќе се деси и на моје задоволство ќе биде огромно, но едноставно сега за сега си функционираме со бендот, ние ги тераме свирките, а тоа што ќе биде од сега натаму ќе видиме. Каде може да ве слушнеме освен во Охрид? Во Охрид во Куба Либре свириме секој втор, петок или сабота. Обично се приватни забави, кои се приватни забави за фирми или за небитно свадби свириме, забавниот дел. Знам. И тоа е тоа. Односно свирките. Сега за сега од тоа значи мора да одиме живееме. во Охрид за да те слушнеме. Настапи За жал, закажани. за жал. Да. 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 Јас би сакал и во Скопје да свириме, но едноставно ете во Скопје све е сведено на минимум Нема веќе ноќен минимум живот. плаќање, едноставно само еден синтесајзер и пејач и не обвинувам никого, значи сето тоа си е екзистенција, но едноставно јас не сакам, сакам да го терам тој мој филм.
како веќе- бенд и Да, кога ако има веќе, работа, да, има. Ако кога не, веќе здрави сте Боже. бенд и сакате да си работите, и Да. тоа е целта. На сам крај секогаш прашувам кој е твојот совет до идните кои би сакале да се занимаваат со твојата професија и секогаш ме интересира дали идните генерации, значи твоите деца влечат некоја генетика од кај тебе и пеат и им се слуша Не глас. само од кај мене, него и жена ми пее убаво и децата исто така, значи сакаат да можете слушаат, изненадат. сакаат да слушаат музика и пеат на мое изненадување да кажам. Ги знаат сите странски песни, посебно по старата ќерка Анастасија. Ги знае сите песни, значи да не набројам. Даваат желба да почнуваат со Не, нешто за такво? сега е рано. Ти не Значи, форсираш? 9 години и 5 години, Анастасија има 9, Михаела 5. Како ќе одлучат во животот така? Јас ќе ги поддржувам во секој случај, а и иначе во претходното Да, многу оној брзо совет. прашање, Да. совет до сите, било каква професија да имат во животот. Или спорт, или музика, мора да му биде споредно. Тоа е моето мото. Значи, било со што да се занимаваш во животот, или инструмент да, ако не, еве сега постариве, значи парови да кажам, или помладиве парови што имаат деца, обавезно да набават инструмент и да ги терат децата да свират инструмент и да бидат активни во некој спорт. Значи, Тоа е, не знам, мојата замисла за еве моите деца. Не можам, тука ми се моите наметна ќерки. по друго прашање. Тебе спортот што ти беше? Ова сакаш да кажеш дека имаше со спорт и ти... Не, последниве 10 години не тренирам, него уживам во играње тенис. Сега, Колку толку ме бидува? ќерка ми веќе 4 години, од 4,5 години тренира тенис. Ете, не пројави, може би пројави, ама ја не сум приметил на време да насочам на некој инструмент. Имам дома и клавинова, и гитара и све, али мислам дека по старата ќерка Ќе помалата уствари Помалата ќерка ќе сака. ќе биде по музиката повеќе. Баш ми е мило. Подароци, пред да те испратам, драг мој Јоко, подароци. Ова убава чаша на Сликата шанк. моја каде? Немаме слика, ама можеме да направиме. За Пан принт наредно, може се. на шанк и Слика од Јоко. слика од готово. гостинот. Во пан принт можеме да Сега направиме немој се се што на ти е другиот желба. гостин со моја слика да му даде. Не, никако, Добро. никако. Само на тебе оди таму. Добро. Освен ако не израза желба. Зашто може некој сака. Шо пиеш Ѓоко? Да, Шо пиеш Ѓоко? така. Дали си љубител на вино? Да. Кажа? Да. Ова го бенди Да. нели? Да. И мислам дека може дома на сопругата дека го носи името овде. Јас упорно сопругата ти каже, абе, јас си го сакам виното. Моите И пријатели... виното и сопругата. Да, моите пријатели за тебе и за сопругата да уживате во убави моменти ова вино. И нормално сега е оној омилен мој дел за енергија, за сила, бидејќи гледам дека си човек кој сака. Дека ми треба сила? Да, ами кој сака, кој Малце сака. сум така, Кама- ми фали. Не ти фали, уопште не ти Добро. фали, ама за да имаш повеќе и за да можеш да уживаш, или ако веќе го испиете винова малку подоцна, треба да станеш рано наутро, ова кафенце е баш решението за она што треба. Баш убаво. И Ѓоко, сега не знам како сте со план за правење на трето дете или така, ама овде има презервативи. Јас сум, Ти си? ама Ако сопругата не сопругата ќе. не е, тогаш презервативите вамо во ташнича, исто кај неа нека одат. Добро. Шубаво ќе ми Не. Фала Кај неа да нека ми не дадете одат. Кондоми ми Ќе пусти, ги бројам вино ми секој ден. пусти. Ама од кај мене се здрава живо. Добро, да. Повели да ни го Фала држам многу. торбичево да ни речеш дека ни ти го Бидете давам. живи и здрави, фала ви на Ти покана. благодарам многу што ни беше гостин. Ја благодарам на Ги поканата. поканувам сите мои гледачи да дојдат во Охрид и да уживаат заедно со тебе. И за сега додека не можеме да те слушнеме тука, а сите оние менаџери, газди кои сакаат добра забава, дека е време да се малце нешто промени во ноќниот живот. Иако Ѓоко скромен. Кој како сака. Кој како сака, он вика ја не форсирам. И така и треба, меѓутоа јас мислам дека и нас овде во Скопје ни фали Журга Иричев, нас Скопјани, дека е Скопјанка. Ја од овче поле сум, него тој веќе друг момент. Тоа е, ти благодарам уште еднаш. Те чекам на шанк кога има ништо ново. И јас ви Здравје Боже. благодарам вас на поканата. И уште еднаш дефинитивно да се видиме зубаво заедно за некои нови предизвици во кои ќе Секако. почнеш.
Драга моја публика, Ѓоко Таневски на Шанк, а вие останете уште малку овде, затоа што треба да се одјавиме и да се поздравиме како што треба. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it man? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is in you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. На самиот крај од дружењето на Шанк ќе ве потсетам дека ништо во животот не смее да биде просечно. Не смеете да бидете просечно расположени, не смеете да бидете просечно добри, не смеете да пиете просечно вино, не смеете да бидете со просечен маж или жена и не смеете да возите просечен автомобил. Барем автомобилот нека биде зверски добар. Hyundai Tucson е автомобил за кој дефинитивно ќе добиете многу добри препораки од корисници на овој автомобил кои веќе го возат. И јас како човек со кој отиде до Берово со овој автомобил, можам да ви кажам дека патот не го ни почувствував. Значи, си закажувате средба и си одите со новиот Hyundai Tucson таму каде што треба да бидете, патувате и уживате, а во касетата напред си чувате кондоми, за да бидете сигурни и безбедни. И дека е просторен автомобил, има место, за ако ви дојде желба, има место, а вие ќе бидете заштитени со ова овде. Затоа е важно да имате добар автомобил, за да не се буткате во кола кога ќе ви дојде желба. А желбата е чудна работа, доаѓа и неочекувано и кога треба и кога не треба. Океј, го споменав Берово, во Скопје се уште се мачиме со загаден воздух, но затоа во Берово имаме здрав воздух и вкусна храна. Можете да уживате во следниот прилог кој го направивме специјално за вас. Знаете веќе дека во убавиот амбиент на Хотел Манастир со мојата убава домаќинка Дина ви презентираме одлични специјалитети со убаво вино. Дина, добре ми дојде уште еднаш. И овој пат, што е она што нашите гледачи ќе можат да научат за вашата традиционална кујна која подготвувате овде во Хотел Манастир? Добре ни дојдовте и вие, повторно во амбиентот на ресторанот на Хотел Манастир. Мило ни е што сте повторно овде. Денеска ви имаме подготвено зелник на малешевски начин, потоа пајдушко сирење и сладко од сливи, бидејќи сливата е карактеристична за ова поднебје, односно за Берово. Така. И како и секогаш, повторно ќе се повторам, бидејќи тоа е нашето обележје, повторно еколошка храна, здраво одгледана, здраво произведена, храна преточена во наши локални специјалитети, со кои што навистина ние се гордееме, затоа што не само што се здрави, туку си превкусни. Така. Зелникот нашиот бировски, зелникот на манастир е карактеристичен бидејќи се подготвува со прас и ние од Берово, затоа што си милуваме да се јадеме месо, така да и со зелникот нас не јади месо. Ребре имаме заедно со зелникот. Пајдучкото сирење се прави исто млечните специјалитети, нели сирењето е карактеристично за Берово, но овој пат овде имаме кравио сирење и тоа кравио пресно сирење. Пајдушката се подготвува не само со кравио пресно сирење, туку и со кравио масло. И е навистина специфичен по својот вкус. Нешто што не знам, јас барем не сум го јадела на друго место во Македонија. Одвај чекам да пробам. Така, и сладкото од сливи, како што си го служиме со ореви за уште поинтензивен вкус. И како што рече, дека е традиционално и тоа за Берово одбележје. Да, Повторно сливата. вкусна храна, повторно убава трпеза и повторно доказ дека го задржувате вкусот на македонската храна, на оно што е направено со љубов и кое е оригинално, пред се здраво, наше македонско и традиционално. Ги поканувам повторно нашите гледачи да дојдат овде, да уживаат во ваква убава трпеза и да се релаксираат во вашиот хотел, во амбиентот овде, Хотел Манастир и во убавините на Берово. А тебе уште еднаш ќе ти заблагодарам од срце што не покани
и што имаме ваква убава трпеза, благодарение на вас. Благодарам. Меланија, што ставиш еднаш? Ајде, да пробаме да видиме Секако. колку е вкусно. Повели. Се надевам дека ви дојде желба да одите во Берово, не само поради добрата храна, поради одличниот хотел, услуги, персонал и сите убавини кои Беровскиот крај може да ви ги понуди. Одлична викенд дестинација. И нормално се надевам дека убаво си поминавте во наше друштво на Шанк и овој пат и дека редовно ќе не следите на Facebook, нашата официјална Facebook страница на Шанк со Ивана Наскова и редовно ќе ги гледате нашите репризни изданија кои ги аплаудираме, вака се изразувам сега како овие 20 годишни деца се подмлада. Па и нема друг израз реално да се каже, ги ставаме на интернет за оние кои ги мрзи да гледаат премиерно издание, репризни изданија, секогаш можете да најдете нашиот YouTube канал. Знаете дека ве сакам, знаете дека ве обожавам, знаете дека секогаш ви велам да бидете добри едни со други и да се сакате. Имајте најубава вечер, драги мои, и се гледаме за 7 дена на Шанк.